сме со нова приказна во Скопје але, повторно ќе се возиме низ скопските улици. Драген БС.Костич. Драго ми е што те гледам и многу добро изгледаш. Ау, многу ви благодарам и вие одлично се држите. За годините. Да, ова е малото кое што го имате од 91-ва, Да, така ли како? да. Ајде ќе ни кажете за други скопски мала и за една убава скопска приказна. Да се обидеме да направиме. 5 до 30 минути имаме, знам дека многу Ќе се обидеме да сместиме. Така. Сите приказни во тоа време. Костич, вдека 191-та, така ми рековте? Да. Тоа е во Новолисича? Да. И како ве бендисува? Човек кој е роден и добро дел од животот минал во самиот центар на градот, малку ми делуваше отуѓено, подалеку. За сите комуникации кои требаше човек да ги има, затоа што 90-та година и ова време сега не е исто. Во ова време комуникацијата со самиот центар на градот е многу едноставна, но кога доаѓав навака беше чудно, беше некако населено с краја, што би рекле во Скопје, и требаше време да се навикна. Така. Кога дојдов овде морам да му кажам на син ми, ако тогаш имаше 6 години, 6 години. И морам да му кажам, ако те тепаат, ќе ќутиш. Ако тепаш, исто ќе ќутиш. Нема да идеш и да се жалиш. Таква е нова населба за сите оние кои доаѓаат, ова е допра скроена населба. А јас кога дојдов на одмор допуст од служба војска 1978, помина време кај во Ваџанак, деко година, а тој живееше Карши 3 бисери. Аха, добро. Неговата зграда беше последната урбана зграда, ова навака беа само ниви, тука имаше овие жени кои косеа жито, овде немаше ништо, немаше ни една зграда. Тоа 77. Да. 78. Потоа почнува да се гради. Да. Се сменило многу. Така е. Сега, ќе одиме и во тој дел на Скопје, каде што, како велите, излезени се бројни луѓе кои што значат многу, не само за општествениот, туку особено за културниот живот. Просто е неверојатно дека на така мала почва, бидејќи тогаш тоа било Скопје, значи живееле толку многу познати и интересни ликови кои значат прилично за самата историја, естрадна, политичка, урбана, спортска, во некои пар стотина метри е со тоа сместено. Сигурно дека малку поширок еден радиус има и други интересни ликови, но оние во кои што јас сум се движел додека сум раснал, се сместени на тие улици Ленинова, Линденска, Димитар Туцовиќ, сегашна Ристо Шишков. Потегот од предвладата до Зоолошка е. Раскажете ни што има све таму. Има страшни работи таму, има. Например, по мојата улица, бочна улица од зградата кај што мојата куќа е на самиот ќош, на меѓу Ленинова и Димитар Туцовиќ, односно Ристо Шишков, тешко се не викнува човек новите имиња. Има Аминта Трети се викаш улицата после тоа, нели? Не можев никако се навикнам и ниту бе некогаш ја викав. Така, дека некаде во рани 60-ти години, после земјотресот, во целата улица имало само едно единствено автомобил, че да било едно Фичо, кафео, кој карши мене, имаше 16-10 му беше регистрацијата. Ја паметите? Да, ја паметам, па едно било. Човекот беше некаков комерцијален директор во Охис и беше интересно да се види дека тука ние игравме фудбал. Кој ќе дојше 10 јуни, мојот роден ден, завршуваше школа. Добро. Дома беше враќањето дома, симнување училишна гардероба и обувките, чевлите и со апостолки или боси играње фудбал на улица. Не може автомобили, не може никој да ти спречи, не може некој да вика мајка од озгора, деца тргнете се. Не, нема автомобили. Чекајте, ова со апостолка или бус игравте фудбал? Да. Зашто немавте патики? Можеш да се скинат вака патиките требаше се носат кога ќе одиме на гости летно време, не сега. Ама работа да ги носиме да се скинат. Не. Такво беше времето, такви беа обичаите, такво беше растењето, знаеш. Беше многу интересно. Ще се покрива микрофон.
телефонот само. Добро, да. Само, ајде, продолжете. Не, сакам да кажам дека тогашните деца раснеа многу поприродно, многу поинтересно. Можеше да слушнете од прозор некаде во 9 сат навечер кога светлото веќе се пали по улиците, а е летно време, како мајките се ги викаат децата како кокошките пилињата, нели ајде дома, или се знаеше кога на телевизија оди мечето ушко или што ја знам, треба да се биат дома. Имавте телевизор? Кога имавте телевизор? Ние имаме телевизор после пред земјотресот 57-8. Телевизорот беше на 4 нозе, висок, постои на 4 нозе, рис. И комшиите доаѓа сите заедно на тераса кај нас или во двор со продолжени каблови да гледаме фудбал или да гледаме ТВ дневник. Немаше уште, МРТВ не постоеше, почна таму негде од 60-та година и така нешто, 61-та. И беше интересно да се живее во тоа време. Тие игри кои децата ги имаат тогаш, за овие се незамисливи. Тоа се две различни времења. Сигурно ако некому би му раскаже на овие деца кои се знаат денеска, дека сте играле тоа и тоа или се живееле вака и вака, ќе ви кажат тоа е време на диносаурусите да живееле. Значи, тоа е толку чудно дека деца играле, например, со семки од кајси. Се правело Што играте? Па се правеле сладка од кајси. Добро. И тогаш се купувало, секој семејство купувало не знам колку килограми кајси и внатре семките, веќе морале се лупат кајсиите, нели? Семките се чувале и со нив се играло на мор, се наместа 4 семки и се кој ќе погоди ги собира семките. Тоа е една од многуте игри. Децата денеска не знаат баш челик, да играат челик. Тоа е состав, нели? Многу игри кои денеска веројатно се само дел од приказните на повозрастните, овие помладите не знаат тоа. Кутија да играш ти на раскрсница на две улици во секое време, бидејќи нема страв дека некој автомобил ќе ти попречи во играта. Ниту пак да се плашат родителите. Кога дојдов јас овде, ова беше колку беше прилично диво за мои појмови на селбата, тука веќе беше во моја близина, само од другата страна, беше баџанак ми живеева, се преселија исто од центар, од Башка центар, кај собранието, се преселија овде и јас кога дојдов прв пат кај нив им реков, абе друг пат кога ќе викнете да си понесам од дома ужинка, види кај сте, дженем сте. Многу магма имаше во тоа време, затоа што урбаниот дел на градот не го чувствуваше тоа, овој дел го чувствуваше таа магла покрај Вардар, знаеше, бија многу магловито во есен особено. И беше, ја реков, кај дојдов овде, цело време си израснал во Скопје. Живеев на прекрасно место. Живеев на Ленинова 12. Потоа кога се оженив, моите, без да ме прашаат, начекале место и ме однесоа во МЦМ зградата, тоа е една од старите скопски урбани згради. Не една од поубавите. Да. Тука живеа Емил Рубен, целата глумачка фамилија. Има сите паметно беше да се живее таму, ама во услови кои не одговараа. Ја живеев на Подкрбие, го молев собственикот дозволи ми да го реставрирам на мој трошок, све да направам како што треба горе. Горе не беше за живење. Ако ти кажам дека таму, од Здравко Чолич, не знам, неброено пати, до Горан Бреговиќ, до се што нешто знаеш во македонска вестрада, значајно, не оние кои се појавуваат ке светнат и после им треба време на туркање за повторно се запалат, значи се што било се качиле горе кај мене. А тоа се ненормални скали немали в таа зграда. Таа стара зграда е. И таму се оние згради спрат типол, тогаш е еден спрат наш ова време. И фантастично е како тие луѓе се качувале догоре. Нема човек кој не се качил од таа естрадна македонска фела, да не знам зашто им беше интересно, а тие муабети беа кај мене таму, например, од таму се пресели и таа фама дека ќе одиме кај Драган. Драган во тоа време работеше, веќе почна да работи во турист
Таму беше тоа собиралиште на све што е интересно во градот, во турист. И ја продолжија таа фама на дружба и во овој стан овде. Например, интересно дека една од многуте. Перока ми каза заедно со Рисо Самарджиев дојде доцна навечер во некој ненормално време, па и за сегашни времиња, негде 11 и нешто после. Навечер. Неочекувано, а бе сними ме вика песна да чуеш. Добро, ајде, да чуеме. Ја снимија и ја донесува Дирла, да. Аха. Да. И тоа беше интересно. Еден од првите слушатели. Првиот, да, првиот надворешен од нив. И искрено, шо им рековте? Перо се љути, секогаш ќе ја го кажам. Ајде. Шо ти треба тебе грчкава песна? Не го кажам така. Не грчка, не ова е. Абе ја оваа песна ја знам со Ѓорѓе Маријановиќ. Аха, да. Од кај сега ти? Не, ние вака сме нашли. Перо е таков, Перо е упетлив, тој ќе ти и да е лага, тој ќе те убеди дека е вистина. И ја го прифаќам како таков. И не ми остави впечаток, не знам зошто е направена, но како минуваше време, сватив дека таа е песна за тоа време. Тие и најдоа добра опаковка звучна сега, после второто собирање, односно после првото собирање, после овој најдоа некоја нова опаковка, така да заживеа повторно песната во една друга димензија и си трае. Ова е место кај што имам многу плакати. И овде, да, и овде до неодамна, може и сега има уште залепени плакати, уште стојат можеби. До неодамна, ја кога ќе се видев од автобус, ми беше незгодно, моите плакати стоева за Last Dance. И човек му е чудно кој ќе види, кој ќе се види на плаката. Чудно е малку, знаеш, таа естрадна приказна е толку голема што ја не можам да ја сместам ни во книга, затоа што нема кого не опфаќа. Од времето на Ѓорѓе Балашовиќ луѓето не може да сватат дека можеби јас се смеев секогаш, иако не е баш така е. Дека лазе нека добро јело е, го прошав, еве сум тука негде, да. Напишана кај мене дома, инспириран. Стварно? Па да, па ја Ѓорѓе Балашовиќ го знам кога јас бев во војска. А првата изведба што некој од Македонија го видел него, ме покани да одам во Дом на културата таму во Нови Сад, каде што јас го запознав во војска дека бев, да присуствувам на праизведба на една песна која го прослави подоцна у разделекте љуби. Таа беше првата изведба, ја реков, ово е лудак, а иначе прекрасен човек. Не само тој, и сите тие кои јас ги запознав за сите овие години, ја уживав во таа населба таму. Ама таму беа и Коџобашија, таму беа и... Ја не Коџобашија живееше на... Ако поминеме таму, од владата, натака, ја ќе ви покажам точно... Само кажувате ни каде да вртиме, како ќе одим, јас ќе ви кажам каде кој живели. И просто е неверојатно како на таков мал простор, да, ама тие луѓе не се сметале себе си за нешто посебно. Нив средината ги, а Диме Поповски исто карши мене од другата страна. Една од легендарните пеачки фигури на македонската естрада. Спортски коментатори тука у професорската зграда карши мене. Просто човек не може да ги наброи сите, знаеш. Веројатно и други луѓе кои живееле тука од оваа друга страна на Вардар, кај што сум јас, а од другата страна од Гаравита, Витијан, од еден куп луѓе. Кај искачавта? Мислам, пред да е турист. Види, кате, турист доаѓа, јас кога прв пат почнав, ќе ви ја покажам каде е објектот каде што прв пат професионално почнав се занимавам со диџејкејство. После тоа, веќе човек нема време за забава на друго место. Кога ти треба да забавуваш некого, кога некој те ангажирал за тоа, ти веќе немаш време за собствената забава. Ако дури сум поминал 11 години, во тој објект кој иначе е регистриран како автобус, 180 стоења и 80 седења. Автобус. А никогаш во него немало помалку од 300 луѓе. Значи, според сегашните мерила и закони, кога турист никогаш не би можел да биде отворен. Јас додека бев во турист, тука имало
преку 700.000 луѓе кои поминале. Се разбира, не различни, туку имало луѓе кои повеќе кратно минале низ објектот, 700.000 регистрирани луѓе. И тука биле сите оние кои нешто значеле за градов и за Републикава во секој случај. Тука доаѓале сите кои ќе дојдат од надвор од Југославија тогашна, ги носеа во турист, доаѓа на промоција. Тоа било култно место и ја не сум имал потреба да одам на друга позиција. Вие се доаѓале тука кај мене. И се како се забавува диџоки? Со забавата на другите. Да. Знаеш, мораш да ти се забавуваш онолку колку што тие другите се забавуваат. Ако си тие нешто со обесени носови, џабе ти можеш што сакаш да правиш. Значи, ако се погодила публиката таа вечер да такви, или ти ја сгрешил, или ти нешто си сгрешил. Има само едно правило кое постои во што е уметноста на диџокејството, знаеш, да застанеш среде бензин, да запалиш шкорче, да го држиш и да не го палиш бензинот се дека не осетиш. Пушти го нека изгори, ама ти да не изгориш. Значи, запали ги сите нив, ама биди задоволен, да, со тоа што ти си тој кој ги запалил, а чим се запалат и тие. Ова место овде, ова е пошта. Да. Овде беше еден голем простор каде што доаѓаше на пример Луна парк. Тука со една големо бечко тркало, нели? Мене многу ми се свија тоа. Тука беше и првиот џубокс кој било отворено бил тука. Ја Дорс првпат изучав тука на отворениот џубокс. Ова беше улица Илинденска, која и од оваа страна беше Илинденска, тука имаше кафеани, од оние стари скопски кафеани. Овде од оваа страна е куќата. Да, кај владата е куќата на Хаџиманови. Они ја продадоа пред некоја година, еве куќата. Ова академија? Академија наша која беше? Да, академијата на Хаџиманов. Во она куќа позади е Перо Камиказа. А овде беше на пекарница и само ви кажам дека од оваа страна, кај што едно имаше месарница една. Мајка ми ме пуштала од Ленинова, до овде сум имал неполни 5,5 години сум имал, ме пуштала слободно, нема овде улица, била еднократна. Да, само така да воена лента. Ме пуштала сам на 5 години да одам пеш да купам леб овде. Јас требаше да водам клубот доле, кој подоцна беше МЦМ. Да. Собственикот на просторот ме молеше, а јас во тоа време го превземав турист, престана да работи и јас го превземав тогаш поранешна 23-ка, која стана Evergreen клуб. А иначе живеев сосема горе. Сосема горе на врв. Сосема горе. На врв. А тука неке можеме, само тука може да се врти, а? Да. Да се вратиме некој на Ленинова 12 да ви покажам. Каде е Ленинова 12? Овде ако ствртиме лево. Добро. Ајде, можеме бајде. Овде ви е џубокс поранешен. Да, џубокс знаеме. Ја го фати времето на џубокс. Ете. Овде лево. Ама има тиник. Матиник прво, матиник бе. Еве, сега ќе видите ова. Сосема не променето. Вака било да не ми кажам дека просторот е тотално несменет. Може би се посадите се нешто направи некаде, но тоа е останато и ден денеска. Еве сега првпат забележувам дека овде нешто прошируваат, нешто овде прават. Ова улица била, знаете. Каде треба ливо да влеземе? Лево да излеземе на Илинденска, а педеме преку Илинденска. Добро. Не тука, Кира. Не. Понатаму. Добро. Овде и овде има некој луѓе кои се познати, човек не може да ги помни сите, вака на брзина кои се сети, ама ова е срцето на градот. На времето, не зборам за денес. Сега на полукружниот оди кон преку Илинденска да поминаш кон паркот. Така. Натаму. Таму треба да одиш. Да. Сакам да ве прашам како во тоа време вие доаѓавте до музика? На многу тежок начин. Така, некој да донесе од некаде? Да донесе или да нарачуваат од Англија, што беше многу компликувано. Државата си имаше своји закономерности. Ако сакаш да купиш нешто во девизите, мораше да објасниш од каде ти се девизите. Тоа е прво, ова професорската зграда, овде живееше и ден денеска живее главниот продуцент на македонска радио и телевизија во пензија и тој. Овде живеева спортскиот коментатор, сега која не ќе да излезат еден од најдобрите спортски коментатори на македонската телевизија.
кога човек не може да се сети на секое име, а знаеш дека било тука. Овде вака. Ова е Ленинова, ова е прекрасна улица. Еднаш го сменја името во Аминта Трети. Да. Еве мојата куќа и ден денеска стои на исто место, исто е, само да ви кажам нешто. И гледате овие дрва. Добра. Јас имам 75 години без малку. Добра. А овие дрва стојува тука и кога излегов ја прв на улица и имав да кажеме 2-3 години. Тоа чека, овие костени се стари по 80 години. Ова беше куќа на некоја жена косара, денеска тука е глуво куќе. Аха, да, така е, добро. Ако Можеме да погледнеме- продолжиме? Може ги свртиме од некаде да ви покажам само уште неколку луѓе овде, на пример, Кои? во оваа куќа живееше еден од централните бекови легенди на фудбалскиот клуб Вардар Вучидолов, овде. Неговата сестра Николина, еве тука живееше тој, полека. Кај што гледате овие луѓе што стојат овде? Да. Тука доле беше првиот клуб во кој што јас Пони. стапав, Пони Салун. Да. Многу добро место. Ето, тоа е тамо. Ретко луѓето се сеќаваат, ама јас се сеќавам на Пони и многу убави журки беа. Тоа е првото место каде што јас сум работел професионално. Многу добри журки. Тогаш имаше врски, се бараше диџејот за да те внесе во диско? А не може диџеј? Не може, нели? Немаше диџеј. Па не. Кога станавте вие диџеј, да, дали како ве не. бара да ги внесете? А не може, Да ве влезе. Таа приказна може би палела негде таму во почетокот на 70-тите, но подоцна не. Зашто јас сум се среќал во такви ситуации да стојам на врата кога веќе станав човек кој беше одговорен за турист и работа на диџеј и стоев покрај луѓето кои се на врата. Знаев како тоа оди, да колку толку го спречиш се од тоа, знаеш, наместо карта во рака пари, влегувај доле и да влезе човек да каже идам кај Драган, овие на врата да го прашаат, го знаеш јас сум тука? Го знаеш како не Драган. Да. А како ми го знаеш ти него? Го знам ја и он, сме се запивале, а човекот никогаш во живот не се го видел. Сега да кажам, луѓето се обидуваа на милион начини да влезат внатре. Турист беше едно место кое денеска никогаш не би добило дозвола, не би добило дозвола ниту 23-ка, односно во Бристол. Истите услови ги имаше. Мусандер беше единствената дискотека која беше правена да биде дискотека. Огниште кое е направено од истата куќа е огниште како и другиве во Македонија турист, но кога ќе видиш дека овие 3 дискотеки на Македонија турист работеа изворедно, другите како се појавува, имаше гори дискотека Панорама, имаше дискотека. А тоа е подоцна веќе 90-ти години. А 90-ти? Те возеле никогаш автомобил? Не. Не? Не. Еве ова. Низ долицава ова овде. Добро. Точно низ долицава. Јас купив, сакав голф. Одиња стари тасови голфови, купив голф и поидов со баџанак ми после пред на полагање, го наполнив голфот со бензин. Добро. Беше март месец. Ајде направим, викам, уште еден круг пред на полагање. Дојдовме довде на таа низдолница и видов дека почна да чури нешто напред, викам, ова е од снегот што имаше на полата. И он рече, Драган, не чури во снег, дај да видиме што е, не може, ја ме фати паника да отворам, голфот се отвара хаубата со една рачка која се влече, не можевме да отвориме и изтрчавме надвор. Тука еден куп луѓе кои исто чекаат да полагаат вежбовни, имаат некои процеси. Пробавме да отвориме, не може да се отвори, која рече гори, тоа целиот голф изгоре. Се качивме горе, а му рекол на баџанак ми да се тргнеме овде ке лето овој воздух, 50 литра бензин ставив синек. И изгоре колата и јас си реков не сум нешто суеверен, но си рекол вака, Драган, ти поаѓаш на полагање. Прво имаш 30 години, многу доста си рекол да идеш да полагаш. Да. Види, Господ тебе ти дал на знаење. Немој. Немој. Ти ја запалил колата, не знам како поинаку ти каже. Ја не сум суеверен и од тогаш веќе никош не сум на кола, нити никош полагам. Добро, ама сакам да кажам или да позборуваме како ви се допаѓа амбиентот во ова возило, електрично сосем. Мене ме чудно, ја не слушам нешто бучава. Не се слуша бучава, така. Не се случи. Јас следам, не сум познавач на возила, следам и ова Илон Маск, неговата Тесла, нели, така ми е интересно вака заради она што
тој го работи и верувам дека ова некоја иднина на човештвото во време кога ќе нема нафта, знаеш. И бензин, кога исто е потрошна, колку и да трае, се троши многу. Не знам колку има литиум. Не знам. Не знам колку има литиум, наднеш тоа ќе стане исклучително барана роба, литиумот е батериите, нели, на електрично возило. Знам само дека со едно полнење комплетно може да се поминат 489 километри. Фантастично. Да. Да, гледаш, што е... Можеме до Белград да отидеме. Веројатно со брз полнач за некои 45 минути. Веројатно ова ќе е некоја иднина. Некоја иднина блиска, бидејќи многу брзо се движи времето, не се движело вака никогаш. Порано некако побавно се живеело, знаеш. Оваа фонтана е прекрасен објект во градот, запоставена е некако битната во заборав. Тоа спомени дека веројатно секој од нас по една фотографија имаше овде. И сега, господине Костич, имам еден подарок од Ауто Македонија за вас. Благодарам. Значи, внатре имате... Ауто Македонија, благодарам. Внатре имате винце, имате... што има друго? Чадор и нешто за да забележите на некој нов датум, на некој... Ке имали... Јас не сакам само пиаровски. Никогаш не кажувајте дека е ова последно дружење на овие што се нели за секогаш млади, а? Не, јас тоа го направив затоа што е тоа символика. Така. Символика на едно време кој одминува, символика на едно време кога младите луѓе знаеле да се забавуваат без оглед колку таа генерација која тогаш се забавувала растела и стареела. Да. Значи тие може да се забавуваат до неодамна во простори кои им се ним блиски и слични на она што им го правеле некогаш. И јас сакав да кажам, нема веќе такви простори, во ваков простор би сакал, на еден голем широк простор да направиме. Штета е што после тоа беа парни ваѓак после тоа, беа во два датума блиски еден до друг. Јас верувам дека ќе имаше многу повеќе луѓе ќе имаше, да. И вака беше сосема доволно да го одбележиме, убав настан, убава публика, убави луѓе кои беа со мене на сцена. Јас реков дека во клубови од типот на Мусандра ќе одам повторно, дека таму чувствав долг, бидејќи Мусандра славеше 50 години исто како да постои турист, би имал ако поминете некојаш по улица Македонија, ако застанете пред хотелот Македонија некогашен турист, сега се вика Best Western, пред самиот влез на некои 10 метри има една табла со некои мои извадени зборови од некој мој интервју, раскажана е приказната за турист, која е единствена таква градска локација за дискотека, која има табла. Овде се забавувале младите од Скопје. Многу ви благодарам. И јас вам што одвоите време за мене, може би зборував премногу него што треба, но човек кога се потсетува на некои убави времиња и заборава на време. Така е, благодарам.